Здраво, ова е 110-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа, која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Hidden Life на Теренс Малик, во кој станува збор за Франц, глумен од Аугуст Диел, кој го знаеме од Inglourious Basterds, а во овој филм глуми совесен австријски фармер, кој се спротивставува на нацистите со тоа што одбива да се бори на нивната страна во Втората светска војна, за тоа што не смета дека е исправно нивното убедување кое се обидуваат да го наметнат. Оваа негова одлука се разбира дека има последици не само за него, туку и за неговата фамилија. Режисерот Теренс Малик не пропушта ниту една пригода да не ги демонстрира убавините на сълската идила во планинското место во кое ги ситуира неговите ликови, имајќи предвид дека природата секојаш има доминантна улога во неговите филмови. Ликовите, исполнети со среќа, ги забележуваме како уживаат во незините погодности, задоволни со животот кој го имаат, исполнети со радост и благодет, при што љубовта помеѓу сопружниците е нивна религија, додека не дојде повикот за регрутирање на Франц во нацистичката војска. Препознатливиот солилокви на нараторите не е доминантен како во претходните два некохерентни играни филмови Song to Song и Knight of Cups. Тука провејуваат нараторите за да го допотенцираат веќе утврденото на визуелен план и продлабочат контемплацијата на ликот пред свршен чин. Франц, која ќе ги согледа димензиите и реперкусиите на војната, одбива да ја брани државата која започнала да војува со другите, па соседите почнуваат да му се бунат зошто да го бранат него од непријателите. Франц има голема дилема дали да оди во служба на антихристот. Тоа е зародишот на моралниот конфликт за воената обврска која се бара од фармерот, кој не верува во незината добротворна цел, меѓутоа станува сомнителен со неговото давање на отпор за индоктринираната околина. Најпрви не плаќа даноци за ветераните, потоа не прима бенефиции од државата, говори против власта со свештениците, паѓајќи во око на локалните фашистички фанатици. Фамилијата ги снесува последиците на неговите одлуки, останувајќи отфрлени, под постојани притисоци и закани, а него третирајќи го како предавник, човекот кој не се отклонува од иманентниот порив за праведност. Дел од поетичната нарација се прелева и во монолозите и диалозите на ликовите, со цел да се акцентира агонијата на безизлезот во кој се западнати. Луѓето се минливи сенки кои ќе се заборават, но нечиј таен живот ќе остане запаметен по својата хероичност. Сликарот изнесува поглед на уделот на уметноста која создава восхитувачи, а не следбеници, додека клетвите се стопени во куршуми. Еден ден ќе може и тој да наслика вистински поданик. Франц одбива да даде заклетва и го отпоздрави водникот, гест поради кој ќе заврши за решетки, кај што ќе го продолжи неговиот тивок протест против власта. Има ли цел неговата побуна? Има цел неправедната војна? Судирот на спротивставените убедувања е воочлив во диалошката форма, кај што се истакнува дека нема невини во војната, затоа што и со протестирањето повторно име од корист на армијата, дури и од затвор, а совеста создава само кукавичлук и злото знае да ги искористи вредностите на човекот против него. Во епистоларна форма дознаваме дека кога го нема стопанот, никој од селото не помага околу жетвата и соседите дури незапирливо крадат од нивниот посед. Но сопругот смета дека подобро е со врзани раце да пишува, отколку со скршена волја. Дерогативниот однос кон Франц во затворот во една сцена доведува да биде претепан во прво лице поради својата нелојалност кон Хитлер. Франц не се деморализира толку лесно. Австријскиот Јов верува дека е слободен и зад решетки, а сопругата се сомнева во Божиот план за него, додека минуваат деновите на агонијата. Мајката, иако најпрви ја обвинува сопругата Фени, глумена од Валери Печнер, дека го променила незиниот син, потоа бара покаяние. Колку е прикажана пожртвуваноста на фамилијата и нивната борба за да влијаат на исправноста во донесувањето на одлуката на сопругот е дискутабилно. Како што на почетокот на филмот беше соопштено дека наковалната е посилна од чеканот, така и во сцената со воениот судија починатиот Бруно Ганс се потенцира дека Франц ништо нема да промени со неговиот подвиг, кој ќе го проголта заборавот.
Ова е филм за прашањето за слободната волја и нејзината употреба против себе и против останатите. Принцип наспроти кауза на широките маси. Дали е грев да се прекрши своето гледиште за да се преживее и дали со смрт вреди да се плати непокорот на своите убедувања за исправноста на одлуките по цена на страдањето на фамилијата се прашањата кои што ги поставува режисерот Малик во ова дело. Покрај Диел и Ганс, епизодна улога има и препознатливиот Франц Роговски од Транзит и In the Isle, и ова е еден од последните филмови на починатиот Майкл Никвист. Теренс Малик од The New World од 2005 година нема направено филм со линеарен наратив. Days of Heaven од старите филмови е најблизок на рамниште на компонентите на трудолюбието и херојството. Малик најчесто заглавува во монтажа и во сите негови поетични абстракции вади некаква концепција врз која го базира делото, а тука има јасна наративна нишка која е двигател, што е многу мудра одлука, затоа што таа насоченост само ја интензивира тегомноста на ликовите, без да западне во заврзламите на дигресиите за доловување на значењето на постоењето, како што е случај во неговите останати одлични филмови. Теренс се навраќа на Втората светска војна по прекрасниот The Thin Red Line. Моментално работи на The Last Planet, кој оди еден чекор подалеку од христијанските паралели на овој филм и е посветен на сцени од животот на Исус. Првиот филм по подолго време кој не е фотографиран од Лубецки, ама затоа неговиот оператор на камерата во Tree of Life, Јорк Видмер, е кинематограферот на филмот, кој користи кратките прайм леќи на ред камера, предизвикувајќи голема длабочина во кадрите и накривени крупни планови, доловени со помош на екстерното светло, дури и во интериерите. Употребени се и црнобели снимки од сон и од Хитлеровите походи во бречиси квадратест аспект, наспроти широкиот аспект во кој што е снимен филмот. Джеймс Ньютон Хауард, класичниот композитор на филмот, имал помош од Теренс со тоа што му приложил звуци од камбаните од селото и од затворот, кои Хауард ги преточува во ноти, меѓутоа тој важи за композитор кој умее вешто да ја менува прогресијата на мелодиите во неговите дела, така што често се прелеваат жичаните и дувачките инструменти кои се врзуваат за стремежите на сопружниците покрај флуидната монтажа на делото. Со времетраење од 2 часа и 53 минути, ова е најдолгиот филм на Малик, кој во никој случај не го оправдува времетраењето и секое дополнително кратење е добре дојдено за делото, но поетичноста и медитативноста го дозволуваат овој временски луксус, штом гледачот го впијат во чинодействието исполнето со спонтани сцени, со акцент на кинематографијата и монтажата, на сметка на деталниот развој на ликовите, што секогаш била најслаба страна на екстравагантноста на Малик. Оваа животна приказна првпат е екранизирана во австрискиот ТВ филм Der Fall Jagerstätter во 1971 година. A Hidden Life е последен филм кој ќе ја носи преззнаката Fox Searchlight и како и останатите филмови на Fox нема да ја добие потребната промоција под палката на Дизни за овој духовен филм. Делото својата премиера ја имаше на Канскиот фестивал, каде во опасна конкуренција ја доби наградата Франсуа Шале, награда која го слави афирмирањето на животните вредности и номинарството, како и наградата од Екуменската црква, наградувајќи го филмот за човекот што се спротистави на нацистите за разлика од црквата. Иако има номинација за Independent Spirit Awards, како и многу други артистички филмови, нема ниту една номинација за Оскар. Има причина зашто овој филм се појавува денес и кореспондира со модерното американско општество многу повеќе од неговите претходни модерни филмови, кое се наоѓа во војна со алчност и соодветно е да запраша Франц што се случи со нашата држава. Теренс во овој филм ги истакна своите најсилни страни, визуелната поезија, филозофската нарација на ликовите, несопирливото левитирање на камерата, која ги уловува обавините и грозотиите на животот и сето тоа го стави во функција на јасен и фокусиран наративен тек со одвишок на снимен материјал кој не дава нова информација, туку го утврдува кажаното и покажаното низ препознатливиот начин на снимање на кој Малик му робува. Гледачот треба да валоризира дали е солипсизмот на Франц херојски или луд чин.
Ако морам да го еволуирам, тогаш A Hidden Life од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 110-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!